Добра вечер и во вечер од Битола. Одма да кажам, имавме една дебата конкретно за Битола, каде што сум неколку денови. Дебата околу туризамот во Битола со мои ценети пријатели овде, пред да се вклучиме во живо. Голема благодарност за сите оние што ги прифаќаат нашите производи во Битола, но не е таа тема на ово мое вклучување во живо, ама морам да ја истакнам затоа што спонтано дојде и тема Битола, Македонија и Грција беше дебатата. Имавме полемика каде што јас кажа вака. Значи, туризамот е тој кој што значи увоз на пари, или во превод тоа значи овде оставаат пари. Па се вративме на некои работи во Грција, што прават, како прават, нели, околу македонизамот. Као демек овде Олимпија си ги миеше носите, па Филип ја фрлаше водата ваму, таму, онаму во Грција. А јас велам вака. Ај доста више да се замараме со јужниот сосед и се што изфалсификува и треба да ја признаеме на нивната лага, на нивната умешност да прават пари. Значи, тие од се направија пари. И тоа преку лага. Според сето оно што го имам истражувано и според сето оно што го имам пронајдено за јужниот сосед. Зашто викам вие битолчани? Прво, не почнете од почеток, од тематика поврзана со со лингистида. Пелистер секако не треба да биде настрано од се, а исто така и манастир. Значи, Прилеп има два манастира. Го слушате Илија, тој е поздрав од Илија во Битола и на припрема за сите вас да бидете што може повеќе љубов, бидејќи најавлението кој што го кажав пред неколку дена дека работите нема да бидат исти после Милинден 25 година и Божјата десница ќе биде се посилна и посилна поради сето оно што се прави против нас. Така да продолжиме онаму каде што пред малку застанав околу Битола. Значи, Прилеп има два манастира, а не го носил името манастир. Се додека Битола го користи името на Толи, реката од Албанија, и Би, двајца од Албанија као да се родоначалници на Битола, ние не можеме да влеземе во мапата на некој поголем туризам. Значи, мораме да се вратиме назад на Лингистида, да се вратиме на Евредика, да се вратиме на Филип, каде што најубавите денови ги поминувам на Пелистер. Да се вратиме на неговата резиденција во Магарејево, да се вратиме на неубавото копје Лариса кој што го правил од Буково. Значи, не знам што е толку тешко да кажеме дека еве овде на ова место Евредика е родена мајката на Филип. А се уште ние живееме во некој свет, велам, на свет на лага, свет на темнина, каде што велиме дека Филип Тори го направил Битола. Па како може Филип Тори да ја направи Битола кога мајка му е битолченка? Значи, има некои работи кои што знам и сигурен сум дека за многу кратко време ќе родат со плод, не поради тоа што ме почитуваат македонците, туку поради тоа што цревата ќе ги преработат. Значи, нема да имат други инвестиции каде што
сакале или неке веќе она што се научиле наркоквартерите и сите оние да го работат како брза пара нема да биде приоритет во наредниот период. И некој ќе се сети како што до сега се сеќаваа многу македонци да прават пари од Владо Павлов. Па ќе каже зошто да не го направиме ова. А јас ќе бидам среќен навистина да го направа тоа, затоа што археолошкиот туризам е нешто што јас сум го најавил пред 20 години. И тој е увоз на пари. Еден концерт, како што гледате на стадионот, преку 10.000 луѓе, сигурно у најмала рака ако одеме по 50 евра карта, и сето оно друго што е, и попат се друго, тоа би дошло над полу милион евра. Ама да биде секој ден така. Значи, мораме да го разбудиме македонизмот во Македонија. Идентично како што го разбудија нашите јужни соседи во Грција. И тоа замислете, тие го разбудија на начин на фалсификати, на лага, на невистина. А ние имаме све овде и не можеме да го направиме сето тоа. Затоа што сме се врзале до тој англиски двор, во овој протекторат англиски и не можеме ни педа да се поместиме. Па толку страшливци, па толку ние дека не можеме, па толку ние дека сме неспособни. Не знам, да го почитуваме Филип, кој што освен Бела, втора негова престолнина била Битола, каде што овде многу работи научил, многу работи поминал со лингистидите. Двата обусни центра на фалангата се Плачковица и Пелистер, посебно Буково, и да малку застанеме после македонизмот, затоа што без македонизмот во наредниот период нема да постои ниту Македонија, а ако не постои Македонија нема да постои цел свет. Затоа многу одамна сум кажал дека тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на цел свет. А сега велам тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на цела Македонија. Или во превод, тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на цел свет. Моите патешествија полека, но сигурно ќе ги откривам низ кој што сум поминувал и со каква секта се борам, а и вие со мене. И ќе ви докажам дека зошто Кочани е на удар и зошто се случуваше сето тоа таму и зошто се случува сето она друго и со мене. Ако Владо Павлов е управо дека Бела е всушност Пела, а тоа е Кочани, а е во право затоа што имаме докази, а дел од доказите се киднапирани, украдени од уворот до Кочани, за кој што на 23 август ќе имаме голем протест пред Ојо Кочани, затоа што јавното обвинителство дава наредби за претрес и јавно ќе го плашиме основно јавно обвинителство на Кочани под кој број е заведено и каде во налогот на претресот стои свеќето на животот и некои други артефакти за Македонија. Тоа поведува еден друг начин на работа, кој што како домино ефект се враќа, а тоа е дека албанската популација на вистина сака Кочани да биде албански. Ова е моја тајна која што чувам повеќе од 20 години. Битола е врнежлива, не знам Македонија како е. А после мрадонот, знаете што иде. Така да повише и Бог не може да издржи.
и мора да си ја преземе својата работа, бидејќи ова што се случува со македонецот е врв на нешто што само во Палестина може да биде поголемо од Македонија. Македонија и Палестина имат заедничка историја. Газа во Палестина е бела, престолнина на Селјук, генерал на Александар Македонски, изградена идентично на бела во Македонија, каде што е роден Александар III Македонски. Тоа значи дека утре, ако успеат во ова игра кој што играт албанската популација во интерес на британскиот двор или во интерес на хазарите, тоа ќе значи дека Александар Македонски е албанец. Точно е дека ние имаме крстени корени со албанската популација од таму кај што потекнува од Италија. Ама се тоа што се прави во Кочани се прави во интерес на академиците албанци кои што имаат за цел Кочани да го направат древен албански град, каде што едно племе албанско многу одамно започнало овде да живее. Албанците знаат многу добро и точно е дека уште пред да дојдат отоманите, во Кочани и Кочанско доаѓа едно племе од Албанија, кое што го носело името Џабири. Џабир. На име на тоа племе ние сега, како што албанската популација верува дека ќе успее да се наметне, а тие се овде пред отоманите, во Кочани и Кочанско, да ја плетат новата историја за Кочани, поради кој што и ова цвеќе на животот исчезнува и поради кој што некои дечки организирано заедно со албанската популација го прават се тоа за киднапирање и крадење на светиот доказ на македонците, а тоа е символот на светлината, символот на Илија, преку цвеќето на живото помеѓу две афионски чушки. Или во превод, цвеќето на животот го символизира првиот цар на царевите и крал на кралевите Македон, кој што го добива името поради тие две афионски чушки, поради макот, и Македонија како земја каде што го одведувала и тогаш, и во минатото, па и во иднина, ако сакаме, најубавиот афион, најубавиот мак во целиот свет, каде што јас 20 години се залагам за враќање на афионот во Македонија, не семето, туку оно што се вади, што се режи и кое што треба да се користи за медицински цели и каде што Македонија би имала преку 8 милиарди евра на годишно ниво од враќање на афионот, доколку имаме наша фабрика, а не фабрика да оставиме на Рочтилови или на Рокфелер или на било кој. Во тие 8 милиарди замислете колку и земјоделците ќе бидат задоволни од тоа што ќе го одработуваат. И тоа е символот на Македонија, поради кој што ние сакале или не мораме се вратиме на макот, затоа што поради макот го имаме името Македонија, а Македон е тој што го добил името точно од макот и кој што е првиот македонски цар на царевите и крал на кралевите, и добивањето на името на Македонија од неговите синови Кораб после неговата смрт. Иначе Македон би бил последниот цар на царевите, последниот пајонски цар, а додека Македонија го добива името после смртта на Македон, по тоа што направил многу добри работи за тогашна Пајонија. А Пајон, исто како Македон, кој што е последниот цар на Македонија, на Пајонија, а Пајон е последниот цар на Пелагонија.
Значи Пелагон би дошол де до Ноe од Библијата. Значи се обидувам на најпрост начин да ви објаснам нешто кое што би го разбрале. Тоа значи дека Пелагон е дедо Ноe. Ама не дедо Ноe од земјата, дедо Ноe од Венера. Или во превод Пелагон од Венера. И тоа е првата цивилизација која што започнува на ова тло да ја гради онака како што се правило сите милениуми од пред 40.000 години до ден денес. Затоа ние имаме сведоци, ни сведочат камените клесани фигури со 8 крако сонце. 8 кракото сонце ја символизира Венера, а тоа значи дека првата рајска градина започнува од Македонија. И истата таа, без овој негативен јон, без етерот, не би можело да има живот на земјата. Значи ние можеме да имаме и повеќе од 20% кислород, ако немаме етер или негативен јон, ние ќе имаме кислородно гладување, тоест ќе умираме, бидејќи нема да има оган во нас, бидејќи тој кислород ќе го гуши секого од нас. Нам ни е потребна заплака, заплаката е негативниот јон, кој што го пали кислородот во нас и го символизира оганот, и преку горењето на протеините и јаглено-хидратите ние добиваме енергија. Оние кои што ме следат многу одамна и за времето на корона многу добро знаат колку жестоко се спротивставив на респираторите. Спасивме многу луѓе, каде што верувам ако не ги повлечеа респираторите во тој временски период поради она што ние најрадикално започнахме да објавуваме вистини дека треба да бидат исфрлени, верувам дека преку 20-30 илјади ќе имало мртви. Така да, јас ќе ве поздравам, следете го профилот на Владо Павлов, ќе имаме многу одготнување на вистини, ќе имаме и многу напаѓање, затоа што знаеме ние дека не му се свиѓа ова на некого, али во интерес на Македонија и во интерес на Македон ние ќе успееме. Бојшата десница кренува за Македонија, а вие бидете мои следоци. Да живее Македонија! Со дух, ум и фанатизам за Македон, за Македонија и за Филип, а вие битолчени размислете дали требате туризмот да го дигате со Филип Македонецот, со неговата мајка и владика или не. И вие кочанчани, бидејќи Битола и Кочани сте заеднички поврзани со Филип, и тука јас го гледам